Повелете прашање за новинарите. Заев, Повелете. бидејќи има повици за поширок опозицијски фронт, околу што би можел да се обедини тој фронт како програма, како платформа, освен нели околу тоа да се смени власта на Никола Груевски? Социјалдемократскиот сојуз и опозиционите партии почна еден ваков процес, ќе ве потсетам уште есента, повикувајќи независни интелектуалци и граѓански здруженија на приклучување кон цел спас на Македонија и враќање во нормала. Ова се случува во континуитет и мене ми е драго што во овие моменти се градат граѓански здружувања помеѓу сите во Македонија на основ на граѓански сојуз и граѓанска коалиција за заштита на достоинството на граѓаните и заштита на Уставот на Република Македонија. Секако, времето кое што покажува пред нас, имаме подготвеност од граѓаните заедно да застанат во враќањето на слободата и демократијата во Македонија, а политичките партии се подготвени од делот на визуализацијата на она што ќе се случува, да ги тргнат од позадина и своите символи, но секако партиципативното учество внатре ќе биде секако нотирано и одбележено. Значи во Македонија станува се поизвестно дека ќе се случи огромен сојуз и коалиција помеѓу граѓаните. Не само партиите, граѓаните се тие тоа што ќе бидат двигател на финализацијата на враќање на слободата и демократијата во Македонија. Повелете? Елида Зулбари од Портал. Господин Заев, премиерот најави дека он нема да дава оставка, туку дека ќе има измени во тимот. Дали е тоа некако прифатно решение за вас и кој е вашиот став уствари за ова? Знаете, една застарена и упропастена локомотива со вагони, која ќе биде веќе неупотреблива. Не ги менувате вагоните, тие се влечат по локомотивата. Локомотивата е таа што е застарена, лоша, упропастена, забегана. И таа ја менувате. Рибата смрди од опашката. Неслучајно се овие кованици од нашиот народ. Сите знаеме дека императивното поставување на Никола Груевски кон и оние другите кои што се огрешиле пред законот е поради него и заради него. И не може да правите промена заради тоа што можеби некој се изморил. А тој тоа колку се мачи, а никој не му е благодарен. Ве подсетува ова сигурно на многу сценарија ширум светот и однесувања, така да е логично тоа однесување. Ова што мора да го знаат граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз не ја води на ваков внимателен начин целата оваа постапка во делот на обединување на вистината за Македонија. Гледате како внимателно го водиме целиот овој процес. При тоа, нашата борба не е за власт. Нашата борба е за нормална земја да имаме сите. Да ја вратиме слободата, демократијата, правдата, правичноста, социјалната правда. Преку гаранти кои што ќе обезбедат нормални институции, да им се даде фер и демократско право на сите граѓани да одлучат, кој тоа ќе ја добие честа во вакви околности тешки на заглиба на Македонија од секој аспект, да почне да ја враќа државата во нормала. Тоа е повеќе од јасно на сите. Процесот кој што го водиме сам по себе потврда и како што реков, ова го правиме не само да ја покажеме забеганоста на власт. Ова го правиме за да возможиме да не се повтори никогаш повеќе во нашата земја. Повелете? Кое е вашето мислење за вчерашната изјава на Црвенковски дека некои чекори што ги превзема СДСМ не ги анализира доволно? Знаете како, ова е демократска партија. И секако ние се гордееме со тоа, разноликоста на ставовите е присутна и во партијата и многу често јавноста дебатирала за различните ставови. Тоа е богатството и убавината на мојата, на нашата партија. Дебата постои. Можеби се навикнавме на автократ поставен во власта, а поставен и кај нашиот опонент ВМРО-ДПМН, но секако пораките кои што излегуваат од сите страни се пораки на единство и застанување заедно сите сплотено кон
враќање во нормала на нашата земја. И од тука повикот не смее да биде само кон Бранко Црвенковски. Тој е еден од сите нас. Повикот е прво кон сите граѓани да застанат заедно. А апсолутно очекувам секој што се чувствува и го боли СДСМ да биде овде. Ама сите граѓани, ние сме малку и недоволно. Ова не е монополско право на СДСМ и на опозицијата да се бори за враќање на слободата и демократијата. Ова е право и ова е должност на секој граѓанин да се вклучи. Затоа реков, ќе ги тргнеме позади нас партиските символи и ние ќе бидеме партиципант. Нека бидат овде здруженија, граѓани, интелектуалци, не знам, синдикати, секој е добре дојден. Немаме предрасуди и апсолутно целта ни е на демократски начин со прифатливи, модерни методи, на мирен начин, достоинствено, со чекорите на одговорни граѓани, да се направи масовен протест, кој што сам по себе од масовноста ќе значи се. А истовремено и перформансите и сценаријата на тој процес, кој што повтарам, ќе биде мирен, ќе биде ненасилен, ќе биде внимателен, ќе испрати порака на поинаква Македонија, заедно сите да се вклучиме во враќањето на слободата и демократијата. Уште едно кратко, тоа сакав сега да ве прашам. Поранешни пратеници на СДСМ за мета преска изјавија дека најважно од се е да се обединат граѓаните. Значи поважно и од обединување на опозиција и обединување на партија. Со ова што го кажувате, претпоставувам дека се согласувате со нив. Најважно од се е обединување на сите граѓани. Гледате Социјалдемократскиот сојуз, ги гледате другите од опозицијата и сите што не се согласуваат со власт. Сиве овие години биле цел на слушање. Отиде Заев да разговара со Груевски во неговиот кабинет. Со видео е сниман. И пак сме на преговори во Брисел. Направивме се што е во функција на интересите на нашата земја. Тоа го правеше и Црвенковски која водеше ова партија и Заев, и тоа е различноста помеѓу нас, социјалдемократите и ВМРО-ДПМН. Се што треба да се направи за ова наша земја ќе се направи, но во духот на социјалдемократијата и во духот на граѓанскиот аспект. Согласно тоа, немаме суети и немаме предрасуди. Ги оставивме дома. Водиме искрена битка со наслов вистината за Македонија. И знаеме и кажуваме, не сме доволни само ние. Не сме ни прво повикани, ни последно повикани само опозицијата. Народот мора да се обедини доколку сака да се ја вратиме земјата во нормала. А после тоа ќе има проблеми, ќе има маки, но ќе водиме фер надпревар и исклучиво за интересите на нашата земја. Повелете прашање? Господин Груевски, премиерот Груевски нели ви упати и понуда за меѓупартиска соработка со неколку клучни прашања. Да, како ќе го коментирате ова? Локомотивата и вагоните, рибата и главата. Ние можеме да се договориме со Груевски за преодна влада, за негово заминување, а никој пат не било дилема. Дали Социјалдемократскиот сојуз се залага за унапредување на работничките права, за повеќе работни места, за повеќе инвестиции. Кога тоа било дилема во општеството? Дали некогаш било дилема дека ние не поддржуваме и не се радуваме на добар меѓуетнички соживот во државата? Дали ние би биле некој пат или сме биле против иновациите? Па ние бевме патриоти заради охрабрување за името и барајки заедно да заставиме, да поставиме нашата црвена линија, ама заедно сите по вакви прашања. Апсолутно дел од овие теми мора да има надпревар помеѓу опозицијата и власт. Да се бориме со што да застанам зад Груевски, спроти студентите, спроти средношколците, на урниса на образование и заедно да поставиме линии. Не, овде мора да се надпреваруваме во квалитетни идеи за да го подобриме нашето образование. Тука нема заеднички ставови. Тоа е улогата на опозицијата. Кој и да е, утре други ден ќе биде ДПМН. Улогата на опозицијата. Тие мора да бидат коректив за квалитетот да расте. Но по прашањето за национален интерес, знаете како? Предавници бевме. Зошто ти баравме да изградиме заеднички консензус по прашањето за името и надевајки се дека по тој пат полесно ќе ги отвориме вратите на Европската унија и НАТО. А при тоа кажувајќи, не боли исто сите и македонштината, и нашиот идентитет, и нашата историја, и нашата посебност, и нашата култура. Но така полесно ќе не разбра оние со кои што преговараме и оние што ни помагаат. Повелете? Господине Заев,
Сакам да ве прашам, едно од вашите највпечатливи моменти од сите бомби е она завршна реченица како ова никогаш повеќе да не ни се повтори. Како се наближува денот на протестот на 17 мај? Дали дел од вашата стратегија е транспарентно излегување со визија каква Македонија сакате ние да имаме? Која е вашата визија за Македонија после падот на Груевски? Во тој контекст сакам да ви помогнам со неколку подпрашања па да го видиме вашиот став. Под прво, што мислите да правите со МТВ? Како ќе се подобри МТВ? Дали ќе угасите како што се угаси телевизијата во Грција или пак во иднина ќе оставите да ја уредува опозицијата на начин со тоа што опозицијата ќе биде контролор на власта преку МТВ? Под број 2, како ќе го појачате парламентот да не биде тоа само пиони на лидерот на владеачката партија? Дали ќе воведете отворени листи? Како парламентот, пратениците да бидат моќни, силни контролори на власта, за ова никогаш да не ни се повторува што имаме сега во парламентот? Под број 3, партии и пари. Како ќе направите реформа партиите транспарентно да се финансираат? Дали можеби преку буџетски некои интервенции за да не зависат партиите од бизнисмените? Под број 4, бизнисот и слободата. Како планирате да го тргнете бизнисот од канџите на власта? Бидејќи бизнисмените сега се во канџите на власта и не смеат да се рекламираат во медиумите. И затоа имаме и слаби опозицијски медиуми, како што е и мојот медиум. Понатаму, дали планирате да забраните со устав рекламирање на владата во медиумите? И на тој начин ќе спречите да ни се повторат нови куртон медиуми, како што имаме сега. Понатаму, што ќе правите со судството? Како да спречите вакви судии кои што се клатиглавци на власта? Дали ќе ги бирате со двотретинско мнозинство, па така ќе има еден вид консензус меѓу опозицијата и власта за судиите, па тие да бидат навистина со авторитет? И последно, дали планирате понатаму во иднина да го намалите буџетот со некоја стапка за да не може власта да биде најголем богаташ во оваа земја, па со тие пари да подкупува и суди, и интелектуалци, и музички звезди? Гледаме дека и самите музичари пеат на трибините на власта. Буквално купена е целата држава. И благодарам. Добро, еве вака. Ако денеска одговориме на овие прашања, ќе поклопиме многу важниот момент за една голема вистина, убиство на млад човек од 21 година, за кое што до ден денеска е заинтересирана јавноста за вистината. Јас ќе кажам, Социјалдемократскиот сојуз секогаш имал транспарентна програма, понуда која што во многу што се разликувал од она што го нуди владеачката гарнитура сиве овие години. Во соодветен момент, нашата платформа, која што ќе даде одговор и на овие прашања и на многу други важни прашања, ќе биде испорачана, но велам во соодветен момент, затоа што денес како го дадам одговорот, отиде Мартин Нешковски. Важно е таа вистина да се пласира до сите граѓани. Ако утре ја промовираме таа платформа, среда, Ѓурѓовден, јавноста ќе дебатира за предлозите на опозицијата и ќе остане вистината за Смилковско езеро, за Никола Младенов, ќе остане вистината за името, така? Во соодветен момент, понудата ние ќе ја испорачиме. 2 месеци дебата има во Социјалдемократскиот сојуз. До сега тоа што е создадено како материја. Се гордеам што оваа партија и партиите околу неа изгради во коалиција, изградија капацитет да понудат авангардни решенија. Решенија кои што ќе кажат како Македонија ќе биде нормална земја, кои што ќе покажат како ќе има слобода, како ќе има демократија, како ќе има транспарентност. Решенија кои што ќе понудат доколку СДСМ и ова сегашна опозиција биде во иднина власт, ја добија честа, однапред ќе се развласти, за да може да изградиме општество. Доказ за тоа е оваа вистина. Самата оваа вистина, со сите овие докази, сами по себе се најсилна потврда дека ни во судство, ни во медиуми, ни во парламент, ни во слободите и правата на граѓаните, ниту во криминалите, ниту во финансиите, не смее да се случи тоа што се случувало последните 9 години во нашата земја. Повелете, ви благодарам на сите за вниманието со кое што ме следите.